Прв снег за сезоната во Источна Македонија. Пожарот на Беласица локализиран. УКИМ го одбележува светскиот ден на науката. Биткоинот достигна рекорд од $80,000. Робот уметник продава портрет за 1 милион. Иновативна масичка за кафе со вештачка интелигенција. Како се формираат снегулките? Раст на туризмот во Македонија за 8,3%. Под влијание на студена воздушна маса од север и североисток, од утринава во Македонија, особено во источните и североисточните региони, започна да паѓа првиот снег за оваа сезона. Снегот е присутен во Кратово, Крива Паланка, Радовишко, како и на повеќе места во овој дел од државата. Прогнозата укажува на тоа дека во текот на денот и ноќта ќе продолжат повремените локални снегови, особено во овие предели. Студеното време ќе се задржи и во текот на целата недела, со повремени врнежи од дожд и снег, најмногу на повисоките места и планините. Според актуелните прогнози, до крајот на месецот се очекува и понатамошен продор на студен воздух од север, што ќе донесе повремени снежни врнежи, дури и на пониските надморски височини. Иако календарската зима е далеку, студеното време ја најавува својата рана појава. Регионалниот центар за управување со кризи Струмица информираше дека пожарот на планината Беласица, помеѓу селата Смолари и Мокрино, е локализиран по интервенција на територијалната противпожарна единица Струмица, со 7 пожарникари и 2 противпожарни возила и 2 пожарникари од Национални шуми Беласица Струмица. Сепак, во 22 часот и 30 минути пожарот се активирал повторно, пошто на лице место бил извршен увид од страна на директорот на јавното претпријатие Национални шуми Беласица и припадници на МВР Струмица. Бидејќи постоела опасност по Викендица и Манастирче, побарано било да дежура противпожарно возило од територијалната противпожарна единица Струмица. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица Струмица, заедно со полицијата, утврдиле дека пожарот се наоѓа на околу 200 метри од објектите, но немало непосредна опасност. Направен бил заштитен појас од 500 метри околу манастирот, а пожарот бил сопрен на околу 100 метри од него. За безбедност, евакуирани биле лицата од манастирот, а на терен дежурале и 4 полицајци од Национални шуми Струмица. Според последните извештаи, пожарот на Беласица се уште е активен и се интервенира на терен. Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје денеска ќе го одбележи светскиот ден на науката за мир и развој, 10 ноември, со истакнување на најдобрите резултати во научно-истражувачката дејност постигнати во изминатата година. На оваа свеченост, ректорката на УКИМ, професор доктор Билјана Ангелова, ќе се обрати на присутните и ќе ги нагласи значајните достигнувања на универзитетот во рамките на одбележувањето. Ќе бидат доделени награди за најдобри научници и уметници на УКИМ за 2023 година, како и плакеета на УКИМ за особени достигнувања во науката. Овие награди ќе представуваат признание за високото ниво на научна продукција и придонеси во развојот на научната заедница. Биткоинот вчера достигна нов историски рекорд, надминувајќи ја вредноста од $80,000, што се случи пред и за време на претседателските избори во Соединетите Американски држави. Порастот на криптовалутата беше особено изразен во изборната ноќ, кога стана јасно дека Доналд Трамп ќе победи, а цената продолжи да расте и по неговата победа. Оваа година биткоинот забележа раст од 80%, што го надмина растот на индексот S&P 500 кој порасна за 25,7%. Криптозаедницата ја гледа победата на Трамп како позитивен сигнал за биткоинот и другите дигитални валути. Иако претседателот Трамп претходно беше скептичен за криптовалутите, нарекувајќи го биткоинот заснован на воздух, тој во последно време го променил својот став. За разлика од него, администрацијата на Џо Бајден се обидуваше да ја зголеми регулацијата на криптовалутите, што ја направи состојбата на пазарот поинтересна за инвеститорите. Роботот Аида, користејќи вештачка интелигенција за да комуницира, истакна дека клучната вредност на нејзината работа е нејзиниот капацитет да служи како катализатор за диалог за новите технологии. Ова беше изречено по создавањето на портретот на Алан Тјуринг, таткото на модерната информатика, кој достигна неверојатна продажна цена од $1 милион на аукција. Портретот, наречен AI Бог и висок 2,2 метри, ги надмина сите очекувања и се смета за важен момент во историјата на модерната и современата уметност. Продажната цена на овој уметнички труд означува растечки пресек меѓу технологијата за вештачка интелигенција и глобалниот уметнички пазар. Аида исто така нагласи дека портретот има за цел да ги покани гледачите да размислуваат за природата на вештачката интелигенција и компјутерите, поттикнувајќи размислувања за етичките и општествените импликации на овие технолошки достигнувања. Гилијам де Карпентие, холандски програмер и производител, по 12 години напорна работа, создаде уникатна масичка за кафе наречена Карпентопод.
Оваа иновативна маса има механизам кој дозволува да се движи со 6 стабилни краци, благодарение на заштитен систем со ексцентрично движење, што ја прави доволно стабилна за да не го истури кафето. Со вградената електронска технологија, масичката може да извршува различни задачи, како што се носење кафе од една во друга соба и може да се контролира преку далечински управувач со Bluetooth. Процесот на производство на Карпентопоот е детално опишан на блогот на Carpentier, а за создавање на делови се користат алатки како ласерски секач и 3D печатач. Иако нацртите и идеите за овој проект се достапни бесплатно, не е дозволено комерцијално користење или копирање на дизајнот на масичката. Масата е изработена од бамбусово дрво, а дизајнот е осмислен како пример за паметен мебел кој комбинира функционалност и естетика. Вистина е дека температурата и нивото на влага во облаците се главните фактори кои влијаат врз создавањето на снегулките. Вистина е дека снегот може да се дефинира како вид врнежи во земјината атмосфера составени од кристален мраз од вода. Вистина е дека снегулките се формираат во облаците и кога се доволно тешки почнуваат да паѓаат на земјата. Вистина е дека снегот е една од најволшебните природни појави и дури и да сте личност која го мрази зимскиот студ, голема е веројатноста да сакате снег. Вистина е дека се случуваат интересни процеси кога паѓа снег, а формата на снегулките зависи од температурните и влажните услови. Вистина е дека врнежи од снег настануваат кога топлиот влажен воздух од површината на земјата се искачува до постудените слоеви на атмосферата. Вистина е дека облаците се формираат кога водната пареа се претвора во течна поради кондензација, што е важен процес за формирање на снегулките. Вистина е дека кондензацијата е важна и потребна е некоја тврда површина или честичка за да се започне со овој процес. Вистина е дека водната пареа од топлиот воздух се закачува на честички, како прашина или полен, кои служат како катализатори за формирање кристали на снегулки. Вистина е дека кога снежниот облак ќе се искачи во постудените слоеви на атмосферата, водната пареа замрзнува на овие честички и се претвора во кристали. Вистина е дека кристалите се формираат кога температурата на облакот е пониска од 0 степени Целзиусови, а кога кристалите се доволно тешки, тие паѓаат од облаците и формираат снегулки. Вистина е дека снегулките можат да бидат составени од стотина кристали и дека секоја снегулка има уникатна форма, но најчесто има 6 краци. Вистина е дека кристалите се спојуваат на различни начини, давајќи им на снегулките различни форми, зависно од температурата и влажноста во облакот. Вистина е дека на температура од -4 до -6 степени се формираат снегулки слични на иглички, додека на -12 до -16 степени Целзиусови се формираат снегулки со 6 краци. Вистина е дека секоја снегулка е уникатна и дека шансата за настанување на две идентични снегулки е многу мала. Вистина е дека снегулките обично имаат диаметар помал од 1,3 cm, но понекогаш можат да достигнат дури 5 cm. Вистина е дека снегот изгледа бел поради начинот на кој прозирните кристали ја рефлектираат светлината, иако самите кристали се прозирни. Вистина е дека снегот ја рефлектира светлината на таков начин што ние го гледаме како бел, иако тоа е всушност илузија. Вистина е дека снегот има и влијание на звучните бранови, бидејќи кога има дебел слој снег, звучните бранови се апсорбираат во него и стануваат послаби. Вистина е дека кога снегот е постар и делумно се одмрзнал, тој може да ги рефлектира звучните бранови и да ги засили. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на ноќевањата во периодот јануари-септември 2024 година достигнал 262.632, што е зголемување од 5% во однос на претходната година. Странските туристи забележале раст од 14,2%, додека бројот на домашните туристи опаднал за 1,2%. Најмногу гости пристигнале од Турција, Србија и Германија. Прв снег за сезоната во Источна Македонија. Пожарот на Беласица локализиран. УКИМ го одбележува Светскиот ден на науката. Биткоинот достигна рекорд од $80,000. Робот уметник продава портрет за 1 милион. Иновативна масичка за кафе со вештачка интелигенција. Како се формираат снегулките? Раст на туризмот во Македонија за 8,3%.